Имам за да одим. Супер со Бучевски, со Смоковски се знаеме, ма теа чисто ја им кажувам на студентите со кого ќе си имаат работа. Или Да, да, да. всушност Супер. што може да искористите од тие што се им е дадено право да полагаат, да предаваат всушност. Така да во овој дел тоа е на кратко тоа што ме поврзува со студиите и со темава со која што ќе ја зборувам од планинарење до фудбал, спасителна служба, работам во Polar Snowboard клуб, мислам таа си организираме носиме дечиња на зимски и летни кампови што е огромно искуство. За мотив на сите, едукација не завршува никогаш. Таму корона која беше 2021, дури и дата 7 година дена завршив, стасавме до машин learning. Значи, тој момент секогаш ќе трае, кој сака да има желба и вие сте на добар пат. И ова кога ќе го завршите овој циклус, значи втор циклус на студии, се надевам ќе продолжите и понатаму. Од приватни тренинзи до рекреативно скијање, летање. Имам некоја книџа таму издадена за фудбал, в кондицијски тренинг во фудбал. Горд сум на UEFA Fitness А лиценца која што успеав да ја донесам во Македонија, малку егоистични делова, но за волја на вистина така е. Се надевам ќе продолжи да работи во иднина. Сега, Бучевски не е тука, но ќе се приклучи. Тука сум, професор. Супер, окей. Се Да. Најверојатно ние ќе останеме, така да ќе имате простори да искомуницираме како што треба. Предпоставам дека ова веќе го осознавте што се можете да добиете од постдипломски студии, немам намера да ги читам работиве, но сакам да кажам дека пробувајте да се вмрежувате. Затоа што тоа на еден истражуваш, вие се обучувате да истражувате. Тоа дека ќе добиете диплома е окей, ќе ја добиете дипломата. Можете и сами да се испринтате диплома, се закачите на зид. И нели диплома ако не е во функција, можете од НАСА да добиете диплома дека сте биле надвор од планетава, но тоа не е во функција. Што ќе направите вие со вас, тоа е многу битно и како ќе постапите во иднина за да може да работите на ова поле. Сега не знам, сакали или не, кога ќе влезете во моментот да истражување, секогаш ќе ве копка нешто за да можете понатаму да одработите некои истражување, да барем да ги читате истражувањата ако ништо друго. Топло препорачувам во овој момент тука за овој слайд LinkedIn акаунт. LinkedIn акаунт. Професионална мрежа која што на пример ние нешто таму постариве Facebook, Instagram помладиви имаат тоа социјални мрежи, LinkedIn акаунт, претпоставам дека го знаете, е супер функционира за професионално вмрежување и многу контакти се добиваат и супер информации може да се следат. Значи ова што е на слайдов апсолутно се треба да ви овозможи да можете да се стекнете со некое академско ниво на врежување, комуникација, но сепак вие треба сами да си ги подкренете или вашите квалитети. И како и за прв циклус на студии, паметат колегите кои што беа на предавање, така и за втор циклус на студии, ова е студирање. Професорите се тие или тие одговорните лица се тие кои што даваат насоки, ама вие сами ќе мора да студирате со нормално помош, прашања, нели консултации со оние кои што им е дадено правото да ве водат и слободно искористете ги и исцедете ги до крај. Исцедете ги до крај затоа што прво сте платиле, второ тоа е наша обврска да делиме информациите. Инаку, баш денеска зборував, знаат и колегите, кога зборувавме за координација и учење на нови движења, дека инструкторот, било кој, не го учи, мислам, еве, ќе го дадам одговорот, инструкторот не го учи детенцето да скијае, или било која друга активност, двочекор, во кошарка, во гимнастички елементи. Инструкторот или даскалот само дава насоки, а тој што сака да ги научи нештата, мора сам да вложи енергија да ги воспостави тие врски на централно ниво со мускулите за да може да го совлада движењето. Истото е тука во студирањето. Значи вие сами мора да студирате, но нормално со помош и поддршка од оние кои што им е дадено да ве раководат. Тие што ќе одберат да полагаат на овој предмет,
треба да изработат истражување, за ова споменав. Значи, попат додека се изработува истражувањето, ние комуницираме. Завршува ова предавање, вие собират, како се вика тоа, ги сублимирате импресиите од предавачите и се решавате да, нели, по тој систем кој што го кажавте, дека треба да одберете кај еден предавач, и се решавате да ги следите постапките кои што предавачот, професорот ви ги дал за неговиот предмет. За овој предмет, постапките се дека треба да изработите истражување. Попат ги учите овие сите работи горе што се напишани. Ги учиме ќе пробаме да ги научиме на највисоко ниво, нели, колку вие ќе сакате. Многу е лесно, само треба време малку и треба пракса. Значи тоа е возење велосипед. Да, треба 1 час, 2 часа, еден ден да влезам и да научам да го возам велосипедот. Кога може автомобил да се учи, да се научи, да се добие дозвола со 30 часа, тогаш може и ова, нели? Кога да научите да истражувате, кога може авион да се научи да се лета, знаете колку треба за да ве пушти инструкторот да летате сами, ако некој има нормални капацитети, значи ќе видиме што е нормален во Гаусова крива, што е тоа нормално, или што е надвор од лево и десно од некој што е, например, преинтелигентен, некој што не е многу интелигентен, некој што има големи капацитети, некој што има мали, ама генерално популацијата на тие нормални е во средината, ама кој има нормални капацитети, инструкторот најчесто го пушта ученикот да лета сам од прилика нешто помеѓу 5 и 10 часа летање. Што е ништо. Кога може да се научи таква активност, сигурно може да научите и да истражувате. Што да очекувам од овие студии, кога ќе ги завршам, без разлика што ќе ви предадат даскалите, професорите, вие сепак треба да копате и да истражувате и сами да пробувате да видите што е правилно, што не е правилно. Мислам, ние даваме нормално информации најправилни според нашите информации што ги поседуваме. Зборувам за мене конкретно, но секогаш може да ме проверите, да кажете и чекај, ова не е баш така. Ова во наукава или некои истражувачи работат по овој принцип. Сега дали тоа може да се имплементира или не, знаете, проверувајте ги нештата, не верувајте слепо на она што ќе ви се предава. Имате ли нешто да во овој дел некоја сугестија, иако сме многу рано, ама чисто да ве прашам? Океј, идејата ми е дека сакам да представам неколку труда и така, ако имате прашање ќе ставите, најверојатно сте ги поминале овие работи, но мене ми е морам да направам едно представување на тоа што така, што е сработено на овој предмет. Па, на пример, едно истражување, ако може да приметите, отприлика ќе изгледа вака, како што ќе видите, ова е официјален артикл или официјален труд објавен во списание. Списанието е наше, Research in Physical Education, Sport and Health, зборувам наше на ФФОСЗ, на факултетот каде што студирате. Овде тога сме немале дои броеви неверојатно, па се води некој УДК код. Ова е шминката на списанието и тоа мора да постои. Значи мејкапот како изгледа, ќе видите и понатаму некои други моменти. Но ете, се зборува во трудов за случај кој што така го крстивме, кој што колега наш кој што успеа да направи околу 2500 чучнувања за 1 час и 40 минути. Длабок deep squat, значи длабоки чучнувања, 1 час и 40 минути да работи некој длабоки чучнувања, беше многу интересно. Тој проба да направи 500 или 600, така нешто, успеа да ги направи на час и вика јас ќе се спремам, нема да се спремам многу, ама сакам да пробам да слушам некој Гинисов рекорд. Штета што не го пријавивме, затоа што во рекордите на Гинис тогаш имаше семи скват, значи получучнување, ама немаше дип скват. И ние направивме цела екипа тамо, да не должам, доктори, студенти кои што мереа правеа, 1 час и 40 минути колегата Даневски го работеше ова. И сега, во овој дел може да видите, прво се однесува на абстракт, да не должам, ќе прашам, дали ви презентира вакви трудови на другите предавања? Трудови не професоре, но што треба да содржи еден труд од аспект на кои глави, тоа ни го кажа. Некој друг што може би не сте се сретнале на некој предавање, дали вакви труд, мислам, дали труд официјален ви представиле?
Професоре, кейс репорти конкретно немавме, само како што кажа колегата, само општо нешто, општи информации. Добро, ова е, види, ова е кейс стади, ама и другите трудови, другите начини на истражување се слично концепирани. Значи, приметувате што има, со што започнува трудот, со што продолжува, воведот треба да е она што, како се вика, треба да даде информација дека вие ја познавате темата. Дека ние, тие истражувачите тамо, сме читале за Deep Squat, за длабоко чучнување, сме барали информации, сме го разгледувале движењето и се она што ние мислиме дека ни требале како информации за да може да го исконцепираме тоа истражување. Овде е крстен проблем, од поодамна е Трудов и вториот или таа подглава која што доаѓа сме крстеле проблем, но како и да е сме прешле директно на оно што нас не интересирало и така натаму. Значи некои биомеханички моменти на изведување на движењето, колку енергија се троши и слично. Во методот е објаснето што се истражува, ја општо кажувам, значи само го објаснив Трудов дека се работи за за што се работи. Дека концепирано е цело, веќе ги имате информациите во која минута се тестирани лактати, колку студенти броеле и така натаму. Меѓу другото е правена ACTN3 генеза за проценка на доминација на мускулни влакна, дали се брзи, спори или мешани, ама во последниот труд што ќе ви го презентирам, малце подлабоко ќе отидеме тамо на тој дел. И доаѓаме до моментот на резултати, каде што се презентирани некои резултати, кои што нас не, ова е Борис Даневски, значи колега, кои што нас ни помогнаа да дадеме некоја дискусија. Ова е некоја лактатна крива која што е направена на час по антропомоторика, колегите ако се сеќаваат, баш оваа лактатна крива ја користам за да објаснам каде е анаеробен и аеробен прак и што се троши и така натаму и колку колегава бил во аеробен, колку бил во анаеробен прак, за да видиме кои механизми ги користел при изведување на длабоко чучнување и доаѓаме до делот, нели тоа е дискусијата, што е добиено од резултатите што сме добиле и треба да дојме до заклучок, само да видам дали има заклучок овде. Зошто ми се меша вака, не знам. Затоа што не е во класичен PDF, не го гледам преку Google Drive. Референците, ова гнјавев на до дипломски студии, дека мора да се цитираат и мора да се користат и ваша цел е се она што е искористено како информација, ваша задача е, се она што е искористено како информација во трудот да го референцирате и да го цитирате во текстот. Како? Ќе видиме во некои од други трудови, ама само сакав да го представам овој труд дека се работи за некој кейс стади. Дека може и такви трудови да постојат. Ова е некој трудче кое што добро, ова може да го трнам? Ајде, најверојатно може. Ова тема проба да ни покаже кој тест за експлозивност е подобар. Кој тест за експлозивност, три теста се тестирани, ќе ви ги видите, дали некој од тестовите е попрагматичен, дали некој е поточен во проверка на експлозивност. И се прави едно истражување каде што една обична, не е обична, ама ете, ние сме искористиле само Пирсонова корелација од овие статистички методи за обработка на податоци. Но ако може да видите, значи целиот труд е внесен на почетокот во 250 до 300 зборчиња. Овде се уште не лимитира, па има можеби малку повеќе зборчиња. Во абстрактот треба да постои делот introduction од вовед, делот резултати, делот дискусија, делот заклучок. Значи затоа што тој абстракт, тоа е сижето, сумираниот труд, треба да ги даде сите информации за да ние читачите разбереме трудот за што се однесува. Ако ни интересира малку подлабоко, тогаш влегуваме во трудот да видиме, чекај да видам што тестови он користел и како ги изведувал тестовите, на пример, или која корелација користел и да видам какви резултати точно добил преку некоја дескриптивна табела за тие податоци. Вториот дел е оној кој што нели доаѓа објаснување за темата,
за експлозивноста, за тестирањето, се што нас ни е поврзано за, за, за главниот момент на темата, треба да го представиме во воведниот дел. Материјали и методи што е користено, овде се користени 3 теста, значи standing vertical, вертикален скок или абалак тест, скок во, тоа е скок во височина, скок во далечина и скокови проценка на експлозивноста преку OptoJump платформа, која што ја знаеме на факултет, сте ја работеле, можеби Матеја не ја знае. И апаратура со сензори која што дава малку повеќе информации сем само висината или далечината во скокот како другите. Трите. Но нас не интересираше да видиме дали се вреди, например, да вложиме пари во OptoJump или можеме експлозивноста да ја провериме со еден тест кој што е многу стар тест Абалак, скок во височина или со скок во далечина, например според Курелич. Или ако ни е ефтино и можеме да земеме OptoJump платформа, тогаш ќе имаме неколку параметри таму и можеме многу поточно да ги провериме и испитаниците, затоа што таму има време на лет, добива точно колку енергија во вати се продуцира човекот според висина, енергија и така натаму, контакт колку прави пошто има неколку подскокнувања и нели така натаму. И сега споменав луѓето кои што го креирале тестот, значи кога одбираме некои тестови мора да бидат со добри метриски карактеристики, не можеме ние да се смислиме тест. Ова го учевме на основни студии по антропомоторика. Вака изгледаат, значи скок во височина, скок во далечина и ова е платформата, чекај, пробам да ја зазумирам, да видам, да, ова е OptoJump кој што се поврзува таму со, мислам генерално нови методи на тестирање користат сите брз записи, проценки и вакви некои кои што ги користиме технологијата. Но почнувам табели каде што давам некоја табела каде што кажувам колку е корелацијата, коефициентот на корелацијата помеѓу овие сите три. И сега може да ги прочитате нели понатаму из трудов ако ви интересира, доаѓаме во заклучок, каде што истражувачите заклучија, тоа е таквиот момент на представување, истражувачите заклучија дека сите три теста даваат добри резултати според корелацијата како статистичка метода за обработка на податоци. И на тој начин се прави доказ. Вие кога статистички ќе ги обработите нештата, кога математичко статистички ќе покажете дека П нивото е зависно или независно, тогаш вие сте го докажале тој момент. Така се докажуваат лекови, дали функционираат, така се докажуваат елементи или делчиња во авиација, или во војна индустрија, или во било што друго. Вакцини така се прават со метод на докажување преку математичко-статистички методи, тие кои што ве прашав дали сте имале контакт со нив. Референцирање, повторно референцирање. Значи, се враќам назад, одам на презентација. Два метода, case study и корелација работевме. Значи, проверка на тестирање. Чисто ви покажувам што се може да се истражува, затоа посветувам внимание на овој дел. Проверка на дали максималната сила тестирана преку еден РМ тест, значи тоа е one repetition максимум, нешто што може еднаш да се крене. Значи сега ова збо објаснувам за Матеја, не знам докај ги има информациите. Или тестирање преку изокинетичка машина Biodex, чекај само да видам дали имам тука Biodex од нејза, за да веднаш знаете за што се работи. Не, Biodexот го немам тука. Тоа е машина, може да проверите, изокинетика, значи изокинетика и брзината на движење, пример ако е во зглоб на лак, брзината на движење е постојано иста, ама зависи колку сила продуцира мускулот, таков е максималниот вртлив момент или овој пик торк што го покажува. И на тој начин се проценува колку е силен мускулот. И сега, значи едниот начин е колку можам тежина да кренам, ако е за флексори во зглоб на лакт, колку тежина можам да кренам преку еден тек со бучици, нели, да ставам 10, 12, 15 килограми, 8, 7, па да видам колку можам еднаш да кренам и вториот пат не можам, тоа е еден РМ, ама да видам дали изокинетикава или тестирањето преку изокинетиката ќе може да ми ги долови истите моменти да видам колку е силен мускулот. И сега вртливиот момент е малку друг показател, не е сличен како еден ЕРМ, но и тој ќе го видите понатаму дека не се добива баш таква паралела.
Но истото да видиме дали може да се проверува да се користи едниот метод или другиот метод и како да ги заклучуваме, што ако добиаме од изокинетика дека не се резултатите меѓу испитаниците не се исти или нема статистички значајна разлика, всушност се исти ако нема статистички значајна разлика, дали мене програмата што сум ја работел ми е добра или ми направила трансформација на таа моторичка способност или не направила трансформација. Ако не можам со изокинетика да видам дали еден РМ тест ќе го покаже тоа. И сега ова е трето истражување кое што мислам има таму многу, имам некои 60 и нешто истражувања, но овие ги издвоив 4-5 кои што во ова истражување објаснува финтата е дека работиме 6-неделна програма за максимална сила. За трансформација на максималната сила. Значи веќе 6-неделна програма. Значи имаме тоа се вика лонгитудинално истражување. Не е трансверзално како претходното. Turn off macOS најверојатно ме слушате, така? Да, се слуша се. Супер. Мислев да не беше од интернетот некоја нотификација добив. Значи, не правиме трансверзално истражување како претходното што беше, каде што само еднаш ги тестиравме испитаниците, зборувам во множина, затоа што повеќе автори го работеле тоа. Не затоа што јас да се персирам. Ова ви го кажувам од етички аспект на презентирање на трудови. Ние, авторите, направивме тоа. Кога работите со повеќе автори кои што вистински вложиле енергија во трудот, тогаш трудот има поголемо значење затоа што повеќе умови, поквалитетен продукт. Значи, во претходното истражување направивме трансверзално. Еднаш ги тестиравме и проверивме 3 тестови. Овде работиме лонгитудинално, ама се тестирани сите еднаш. Пред почеток на програмата се тестирани втор пат после третата недела и се тестирани трет пат финално тестирање на крајот по 6-та недела. И затоа се нарекува лонгитудинално истражување. Значи, гледате, 3 типа на истражување. Case study, трансверзално, лонгитудинално истражување. На сличен начин е конципирано, на сличен начин има дадени се, опишани се нештата, во резултати добиваме некоја, тука има дескриптивна табела, која што ќе ви покажам понатаму како изгледа, но сакам да кажам дека ова е тестиран бицепс не е бицепс, туку флексори во зглоб на лакт и екстензори во зглоб на лакт на изокинетичка машина, но и во 1RM. И сега ќе ја барам, ова е на овој начин конципирано, каде што вели дека изокинетичкото тестирање при проверка на со помош на непараметарска статистичка метода, значи непараметарска, има параметарски и непараметарски статистички методи за обработка на податоци. Кога податоците имаат нормална дистрибуција на нештата, тогаш користиме параметарска. Ама, ако имаме мал број на испитаници, податоците немаат нормална дистрибуција, тогаш треба да одбереме таква метода за обработка на податоци која што ќе биде соодветна за нашите податоци. Некогаш, например, со два испитаника не можеме да направиме ништо или немаме метода, па ќе мора да го реконципираме истражувањето. Овде е одбрана метода која што вели може да покажеш, да ги докажеш нештата со оваа метода, затоа што имаш многу мал број на испитаници. Пример, 21 испитаник мислам дека беа. И сега, овде покажува дека двата теста, едниот овој изокинетикава, вели дека нема статистички значајна разлика помеѓу испитаниците. Колку што можам да видам, ова е давно направено и се присеќам сега, на трите контролни точки, испитаниците, они вежбале за 6 недели арно, ама овој тест преку изокинетиката, каде што го проверува максималниот вртлив момент или пик торк, вели дека испитаниците не направиле прогрес никаков. Не може да го докажеме, вика нема прогрес. Е сега многу интересно, кога тестирам со 1RM, 1RM, овој Wilcoxon тест, значи P нивото, го бараме, ќе ви го објаснам понатаму, најверојатно го знаете, ма ќе го повторам, е под 0,05, значи ова е 0,00 на 2 нули на 2 децимали заокружуваме. И вели дека има статистички значајна разлика. Значи нешто се случило со испитаниците. Можно е да им паднала силата, ама можно и да им пораснала силата. Важно има разлика помеѓу првото и второто.
Помеѓу второто и третото тестирање и помеѓу првото и третото тестирање, во сите три тестирања, овде може да видите има статистички значајна разлика. Зошто се задржив на ова? Зато ќе го кажам уште неколку пати. Ова е моментот каде што ние докажуваме. Преку математичко-статистичка метода ние докажуваме. И кога нештата со бројка ќе се докажат, после правиме дискусија на тој дел. Значи, ја работам дискусијата, давам заклучок и повторно која литература е користена. Имате некој прашање во однос на ова до тука? Океј. Нешто слично е сработено со тоа што овде пробавме да провериме дали испитаниците кои што имаат различен генетски потенцијал, дали различно афектираат на зададената програма. Например, во претходното истражување не споменав дека имаше статистички значајни разлики во 1RM, значи програмата беше добра, не знам што е тоа добро, ама имало позитивна трансформација. Значи, максималната сила на мускулите тестирана преку тестот 1RM покажува дека растела максималната сила. И сега ние истите испитаници ги изротиравме, они работеа во некои други три групи тамо, ама ние успеавме да ги изротираме и да направиме посебни три групи спрема генетската анализа. Овој ACTN3 метод на проверка, тоа е крвна анализа, проверува, значи само ќе го поминам. Абстракт, објаснување за кој работел ACTN3, кој работел ACTN3 анализа во силови способности, што значи дали се тоа асоциативни студии, не можам да навлегувам се во тој момент, дали е тоа причинско-последично на врска може да се најде, значи се објаснуваат нештата. Како е конципирано истражувањето и сега овде мислам дека да. Значи, поделени се испитаниците во три групи. Тип 1, кој што вели дека е XX мутација или ние го нарекуваме мутација, тоа така во генетика се нарекува, не е тоа нешто страшно, но имаме XX тип на алеи во ACTN3 генот. Ако имаме, еве го овде, RX тип на алеи, тогаш тоа се брзи мускулни влакна. Значи, XX се slow или спори мускулни влакна или митохондриални или спори мускулни влакна и они имаат во ACTN3, ако доминираат спорите мускулни влакна, тогаш во ACTN3 имате XX алеја, доминација, мутација. Значи, хромозомска. А ако има RX, тогаш имате брзи мускулни влакна кај таа индивидуа, доминираат, а ако имаме RR, кој што е овде, тогаш доминираат, мешан тип. Значи, не можеме да само да видам. Брзи оксидативни, фаст гликолитик. Значи, овие се јас само да го видам, ова се слов. Во секој случај имаме спори, брзи и мешани. Океј. И сега, нас идејата ни беше представуваме една повторно дескриптивна анализа, каде што пробавме да ги, според флексори и екстензори да ги поделиме. И сега, зошто ви го кажувам ова истражување? Затоа што покрај тоа што се проверува моторичките способности, дали имаат ефект, сега пробуваме подлабоко да видиме дали нешто друго може да влијае на моторичките способности. Од каков тип на истражување може да се прават. Во резултатите се представуваат некои табели, мислам дека ви се уште рано. Од тие табели може да се види дали има повторно статистички значајна разлика или нема. И само ќе сумирам дека како заклучок не можеше, и уште неколку вакви анализи се правени, не можеше да заклучиме дека генетската доминација кај овој примерок на испитаници, затоа што можеби ќе нешто друго ќе покаже. Кај овој примерок на испитаници на таа возраст, неспортисти тренирани на овој начин, се покажа дека генетската доминација на брзи спори и мешани мускулни влакна всушност не влијае врз развојот на мускулната сила. Сите три групи
Значи, оние кои што се со доминација на брзи мускулни влакна, оние со доминација на спори и оние одмешани, сите три групи направија статистички значајна разлика или пораст на максималната мускулна сила. И сега на тој начин кажуваме дека да, во овој, ако вака се тренираат со оваа група испитаници, тогаш ние не можеме да очекуваме дека генетската доминација е пресудна, туку вежбањето е пресудно. Еве, некој заклучок. Може би на друга некоја група нешто друго ќе се случи и треба да бараме да направиме дискусија и да донесеме заклучок на база на таа дискусија. И затоа се вака и концепирани главите. Повторно имаш референции, се што е користено, нели тоа мора да се стави. Ова е нешто последно, каде што е работена повторно некоја корелација. И сега само на кратко ќе кажам зошто изведен трудот, ќе ме разберете на крај. Значи првиот труд беше case study. Вториот труд беше трансверзално истражување за проверка на 3 теста. Третиот труд беше лонгитудинално истражување за максималната сила и проверка на дали максималниот вртлив момент ги дава истите податоци како истите резултати како и 1RM тестот, значи повторно 2 теста, ама лонгитудинално истражување. Четвртото беше ACTN3, малку влегуваме подлабоко во некоја генетика, не мора да се биде само генетика подлабоко која се влегува, но да видиме кои се тие можда посуптилни моменти кои што влијат. Овој труд е ставен тука затоа што опфаќа 3 корелации, мислам дека беа 3, и се работи на тренинг лоат или тренинг оптоварување. Пробуваме да го процениме тренинг оптоварувањето во временски таймлапс или во временски точки. И сега некои GPS податоци се земаат, од конкретно е за фудбалери, и иако делува апстрактно, мислам ќе пробам да ви го опишам. Се добива, значи, колку е акутниот и хроничниот замор во однос на 7 и 28 дена. Средната вредност од 7 дена и средната вредност од 28 дена наназад, значи од овој момент наназад 7 дена и од овој момент 28 дена наназад, се делат и се добива некој коефициент тамо. Тоа е всушност проценти, тоа е она крива која што се ја добиват, која што се гледат на берза, например, растат, не знам, златото, тоа се simple moving averages се викат, или вредности кои што низ временскиот средната вредност на нештата се менува низ временските точки. И сега конкретно ова метода се нарекува Acute Chronic Workload Ratio или односот помеѓу акутниот и хроничниот workload или вложување на фудбалерите, се работи за тренинг оптоварување. И сега идејата беше да провериме два метода. Едниот е SMA или се вика Simple Moving Averages, каде што само го делиме 7 на 28, а вториот метод е Exponential Moving Averages, каде што пробуваме кривата да ја тюнираме малку. Зошто? Затоа што например, денеска тренирале, спортистите утре не тренираат. Ама имаме датум. И сега математикава вели, се они ако не тренирале и утре почнат да тренираат, задутре почнат да тренираат силно, некако всушност, формулата вели дека вчера немале никаков тренинг лоат и ти одеднаш ги напнуваш и може да каже, еј, си претерал. Значи, нас ни треба овој ACWR да ни покаже дали некогаш, дали пред тренингот фудбалерите на база на претходниот хроничен замор, ги зборувам фудбалерите или спортистите, тоа може ке било кого да се направи, ова е за фудбалери, дали сме ги претренирале, дали доволно сме ги тренирале или подтренирале, каков е тренинг оптоварување, за да знам како да го наместам понатаму тренингот. И сега ние си бараме сите некои црвено, зелено нешто, ама тоа во позадина е бројка, тоа е некоја математика, тоа е нешто конципирано за да може да биде точно. Инаку, како ќе проверам дека од око не можам да проверам. И сега точно овој труд тоа пробува да го направи, значи да ги провериме двата метода на обично 7 на 28 дена, обичен некој acute chronic workload ratio, но и exponential, кој што ќе внесе овие моменти тренирал, не тренирал, 2 тренинга на ден имал и слично, и ја тюнира кривата, значи ми покажува малку така, ние мислиме поточно и сакавме да видиме што се случува. Значи која крива е поточна за да ја земеме, за да може да ги следиме, да го следиме тоа тренинг оптоварување.
како почнува едно истражување, како продолжува едно истражување, кои материјали и методи ги користам. Ова конкретно, ако имате мобилен, може да сликнете па да видите што се, мислам, чисто извадете го негде линкот, ќе оставам некоја десетина секунда, држете ги мобилните, ќе ви требаат за следниве моменти. Ако го вади QR кодов, мислам дека го вади, ако не, тоа е тоа. Заматено е малку. Заматено е, не го вади, можно е. Можно е, мислам дека имам проблем со слика, ќе ви покажам следни моменти. И сега, што е сработено? Значи, ова се некои 5-6 колку се GPS податоци, кои што правиме, прво проверуваме дали има нормална дистрибуција на податоците. И тука нешто покажува има, нема и така натаму, и тоа ни дава за право после да одберам методата со која што ќе работам. На кратко, што е одбрано? Одбрани се, мислам дека беа 3 корелации, само да видам, ќе ви ги кажам кои беа. Ако нешто ви значи, да, 3 теста: Спирманова корелација, Кендал-Тау и Distance Correlation. Не ги објаснувам, секоја корелација си има своја специфика и одбрани се за да покажат малку по во позадина дали овие два сета на податоци, SMA и Exponential Moving Averages, имаат некои заеднички нешта или се тотално различни. Например, корелацијата би требало да покаже баш ова, дека гледате црвените точки се едниот сет на податоци, сините точки се другиот сет на податоци. На овој начин, всушност, овие се малку интерполирани, се кажува. Значи, се изместени. Инаку, ако не ги изместев, тогаш они ќе беа преклопени едно со друго, затоа што има супер корелација, покажуваат, колку што се сеќавам. И морав да ги изместам, за да визуелно се покаже. И сега, овој труд го објаснувам затоа што е комплетно работен во Python. Целата статистика е обработена со програмски јазик Python во Jupyter Lab, каде што првпат го спомнувам AI, било кое, со ChatGPT, кој што ми успела да ми го изгенерира кодот за да ја можам да направам Python. Сега, ја малку го разбирам, мислам, треба да го разбирате кодот, за да може да знаете што се работи, но многу ефикасно ми помага за да одработам статистички методи. Многу ефикасно. А може да одберам и пакет SPSS, статистика, дури во Excel можам да го направам ова. Но нештата почнуваат да се забрзуваат и SPSS е фантастичен пакет. Но ги има, точно треба да одберете што, дури може да се програмира нешто во позадина, ама машин лернингот или како да ви кажам, Тесла возилото, камерите и проценката на знаците што ги прави и држењето на линиите, било кое возило или автономно што е. Во позадина во позадина се е одработено со машин лернинг методи, кои што се достапни јавни и на пример во Python јазик се вика scikit-learn, тоа е таа библиотека и е достапни за вас. И сега ова сакам да ви змотивирам за да си ги проширите видиците и да пробате да чепкате. Значи, пробувај, чепкај, користи, прашувај, искористи AI. Ако не знаеш како да го направиш, целиот скриншот го ставам во било кој AI и ми кажува каде да стиснам во SPSS и каде да одберам точната анализа што ми треба. На тој начин вие добивате тутор еден, ама битно е дека треба да сакате да чепкате и треба да пробувате да видите што се може да се направи. Например, оваа интерполација на овие податоци е направена за некои 3 секунди, која што не можев да ја извлечам, не знаев како да извлечам во друг статистички момент и во Python ја сработи без никаков проблем. Дури графиците, ваквиот метод на графици обработување во Matplotlib се вика една библиотека во Python која што нема Excel таков кој што може да направи вакви моменти, затоа што во позадина имате флексибилност на програмски јазик кој што може вие да му дадете насока што да направи со податоците. Значи, ова истражување е споменато само заради методот на статистичка обработка на податоци. Инаку, понатаму, ако може да приметите, ги има сите оние моменти кои што ги презентирав на другиве нешто. Чекај сега нешто вака, сакам да направам, се зезнав, окей. Имате мобилните според до вас? Да. Супер. Пробај.
Скенирај и следи ги насоките. Ви давам 2 минути. Мене не го баш отвара, професоре. Не го отварам? Не го отварам? Кај мене не сака, ако имате Ајде. некој линк или нешто такво. Не, само QR код, мислам дека сега би требало да го отвори. Може профушен да го скенираме? Да. Мене ми излезе нешто, ама само ментиметр. Да, ментиметр. Не ми го дава прашањето, но не ми дава респонсес, као... Не дава да се одговара. Responses with votes. Да. Да. Само лайкче има. Само лайкче, добро, чекај да треба да стартувам, изгледам. Океј. Да, ова заборавив да ги стартувам. Чекај. Не сум го отворил година дена. Ништа, ајде го оставиме овој момент. Нема да ќе се префрлам на друго. Имав платен ментиметр, но сега нешто ми прави проблем. Повеќе пари изгледа бара, професор. Како? Повеќе пари да не бара, викам. Тоа Да малку да не бара. Зашо не ми го дава? Turn off responses, не се turn on. Ајде, еве ги, turn on responses, окей. Сега повторно не ми дава? Ајде да видам сега. Ака, мене се исклучи сега. Треба пак да го скенира. Пак да се скенира. Добро, ајде пак. Може? Дава? Или не? Мене ми пишува show all, ама нешто нула, као... Сега ми пишува нешто submit votes, 3 votes left, ама немам... Добро. Кај мене уште не. Ништа, го затвараме овој дел. Ќе одиме без менти и ќе одиме со прашување. Што беше, сака ли некој да ми каже што беше заедничко од структурата на текстот во сите истражувања? Не ве прозивам, еден од вас, ако сака да каже, кои делови ги имаше секој од текстовите? Се сеќавате ли? Абстракт, вовед, метод на истражување. Знам дека знаеш, си го работел. Матеа, проба ли да ги запамтиш? Па методите беа различни на самото истражување, меѓутоа самото истражување имаше за цел да ги спореди и Кои дали се сеќаваш структурата на текстот? Значи, Кристијан почна дека текстот имаше наслов, имаше абстракт и после што имаше друго? имаше проблем. Имаше вовед? Да, воведот беше првичен, значи вовед запознавање на проблематиката на истражувањето. Добро, следно, понатаму проблем кој што треба да се реши или некоја теза која што би ја задале и понатаму деловите на самото истражување кои што ќе не доведат до заклучокот од истражувањето и цитирана литература која што сме ја користеле. Добро, супер. Значи, во овој дел имаше, чекај само да видам, одлично. Значи, зборувавме за абстракт, еве ги горе,
Бучевски, се сложуваш или не? Дали ова го имаш? Имаше абстракт, Да, имаше да. повед, имаше методи на истражување, што сме користеле, резултати, дискусија со големи букви, заклучок и користена литература. И ова е тоа што треба едно истражување да го работи, да го има. И сега, вие во магистерските студии би требало да покажат, конкретно тој што ќе го, со кој што ќе одберете да работите, дека ќе влезат и некои други моменти тука, од типот на хипотези, задачи, одбрана на хипотези и така натаму, и се прави тоа малку поголема. Но, кога се објавуваат трудови, овие се тие моменти кои што основните кои што мора да ги користите. Ние секако и во ова и во истражувањата поставуваме некоја хипотеза која што се чита, ама кога се одработуваат магистерските студии, ја ќе ви дадам, можете да приметите, најверојатно ви дали и другите колеги, ќе ви оставам на достап мојата магистерски докторат и да видите таму како е во содржината, ќе видите се. Значи во содржината, чекај да видам, ајде да не зборувам без на празно. Дали имам нешто од тука? Да. Ајде, имам. Треба да во содржината ќе видите што се случува и што всушност содржи тоа што би требало да содржи. Ова е од докторската теза, но и во магистерскиот дел е исто. Значи, истражувањата се сублимирани 7 до 8 до 9 страни, 6 страни текст кој што во магистерската вие всушност треба да го имате како структура на текст многу повеќе. Никој нема да ви да прими истражување од 50 страни. Значи се знае максимумот е 6-7 страни. Ништо повеќе. Тотал со се насловната страна, со се референците. Инаку некој да седне и да чита текстови наши нема логика. Во најдобрите журнали, списанија за објавување, токав е просторот на кој што може да се даде нешто да мислам да се дозволи простор за да може да објавувате таков текст. 5, 6, 7 страни. Додека во магистарска и во докторат тога се работи структурата на текстот на овој начин. Значи повторно имаме вовед, тука може да има и дефинирање на термините и поими. До сегашни истражувања, тоа е некој вовед се уште. Предмет и цел на истражување, веќе влегувам во методиката. Хипотези на истражување, методика и техника на истражување имам, доаѓа тука делот на резултати и дискусија, може да ги одвоите, ние ги решаваме, немаме некој, мислам дека сега се прави некој правилник како да се изгледа магистерскиот труд и треба и така и докторскиот труд, инаку тоа е оставено на авторите и на комисијата, на менторите, пардон, но дали да биде само, например, резултати посебно или дискусија посебно или да бидат во истата тема, но ова се главите генерално. На крајот, само да видам, да, заклучок, теоретско и практично значење, значи каква е апликацијата, литература, прилози доколку има и тоа е тоа. Ова е малку подолго од она што го презентирав сега, но суштината е таа. Значи тие ги има моментите, само малку е поразглобено кога се работи за докторска дисертација. Еве ќе го вратам уште едно, само да видам кај го извадив тоа. PDF. Значи, ќе ги добиете овие информации, според тоа ќе се носите. Имате ли некој прашање до тука? Да не сакате пауза? Океј, ќе сватам како не. Каде да наоѓам информации? Google Scholar, многу кратко. Сум се ставил јас. Google Scholar барате, значи овде можете да најдете за тој што ви интересира некои информации, но јас би одел на Google Scholar и на Google Scholar барам нешто што е со нека биде со Muscle Power истражувања и овде добивам нешто што е што Google го нашол како информација и е јавно достапно. Постојат и други бази каде што може да се претражуваат истражувањата, но мислам дека на сите им одговара да бидат јавни истражувањата и тоа е некоја етика во според истражувачкиот кодекс и на тој начин Google исто има информација за нив и ги претражува. И сега како, нели, тука можам да добием информација од типот на какво истражувањето, е да видам што ќе ми каже и најверојатно ќе го добијам абстрактот, а некаде и текстот. И во абстрактот имате наслов, имате кој го пишувал трудот, ова е рандом еден труд отворен, супер, овде го имам целиот труд и така натаму, но што можете да добиете преку Google Scholar, тоа е да, например, да добиете ако ви треба да го цитирате овој труд.
ја еве го APA или според некои други стандарди за цитирање, ние најчесто го користиме APA. Можам со copy-paste да го земам овој момент, да го однесам во Word и да си го референцирам трудот во користена литература. Се што ставате во користена литература, треба да оди горе во текст. Ако нешто имате во текст, а немате во литература, не е во ред, тоа, значи, вие губите, ама и не е во ред, значи не може да помине тој труд. Ако имате нешто во референци, во користена литература, а не сте го искористиле како информација или не сте го цитирале во текстот, тоа е апсолутно па неточно, не добро. Тоа не смее да биде да ставаме референци, колку да ги пополнуваме, а не сме го искористиле не сме ги искористили информацијата горе во текстот. Значи, тој момент морате да внимавате. И се овде нешто сакам да кажем, да видам дали има ResearchGate. Ова е нешто од следниот. Да, на овој следното нешто сакам да ви го покажем е дека на ResearchGate вие немате акаунт, јас се бориме всушност сите да студентите на постдипломски студии добијат имейл адреса која што ќе биде вашето име па @ffosz.ukim.edu.mk. Со таква имейл адреса вие можете да направите, ќе одам на ResearchGate, може да направите акаунт на ResearchGate, повторно сум јас. И на тој начин да се мрежите со истражувачи кои што ги објавуваат своите трудови. Например, ќе се вратам кај мене. Јас се што сум имал сум пробал да го ставам како информација, 36 се овде, не сум ги излеставил сите. Сум пробал да ги ставам како информација с трудовите во кои што сум работел на нив. И сега ми текнува зашто не се ставени, затоа што овде сум ги земал преку Google, што кој ги проверува и може автоматски да се пренесат. Зошто го спомнувам ResearchGate? Затоа што ако претражувате преку Google Scholar, тогаш и добиете вакво нешто од страна, се гледа така? Да. Да, супер. Тоа значи дека вие имате опција да го потражите од авторот целиот труд. Некои списанија го наплаќаат трудот. Ќе го дадат само апстрактот и долу се наплаќа. Но ако претражувате на овој начин, тогаш и можете да го побарате. Сега, ова е достапен, мислам дека треба да е достапен и без ResearchGate, точно, достапен е и без ResearchGate, ама па на ResearchGate можете директно пристапите до авторот и да го побарате трудот. Значи, на овој начин сакав да ви покажам како всушност се пребаруваат информациите, инаку постојат и огромен број на други бази каде што може да барате, но почнете со ова, мислам дека ќе биде окей. Имате некоја прашање во однос на овој дел? Јасно. Супер. Сега ќе се задржам на нешто што мислам дека требаше да го имате поминато, најверојатно сте го поминале. Знае ли некој како се нарекува оваа крива? Гаусова. Гаусова крива, звоно на нормална дистрибуција на податоци, и тоа е тоа што го споменав на почеток, колку добри, толку лоши, ама најмногу се во средина средните. Па велиме дека ова се стандардни девијации. Ке морате, не можам да посветувам внимание на се, ама ви ги нафрлам како информации. Видеото е снимено, прегледувајте и како прегледувате, ако ви интересира, нели? Чепкајте, проверете што е стандардна девијација, најверојатно сте го слушале по методологија на истражување. Ние, кога ги групираме податоците и кога бараме некоја нормална дистрибуција, проверуваме стандардна девијација. Тоа ни кажува каква е еден од показателите за дистрибуцијата на податоци. Па, например, кривата, значи сега вака, имам сет на податоци и ја веќе можам да овој сет на податоци да го визуализирам. Првото визуализирање е преку нормална дистрибуција или Гаусова крива или барам дали има нормална дистрибуција. И се од десната страна вели нормална дистрибуција е ова среднава линија. Ама ако податоците ми се натрупуваат многу околу средината, тогаш немам нормална дистрибуција. Па, например, можеби овде ги приметувате, нормална е 68 негде. Да, околу една стандардна девијација се нарекува тоа. Ама ако имам 80% една стандардна девијација, значи имам многу податоци кои што се налепени на средина и веќе ја губам нормалноста на кривата.
Тоа ми е битно за да одберам со каква метода ќе работам во иднина. Значи, како ќе ги обработувам податоците. И сега гледате, имате а, платикуртична, лептикуртична, значи дали е повисока или пониска, но во секој случај ова се проверува каков е куртозисот, се нарекува. Каков е куртозисот или следното што може да проверите каков е скјуниксот. Значи, дали е кривата поместена на лево или на десно. Тоа е следното што го покажувам. Ова медијана, мод и мин ги напоменувам, ние најчесто користиме мин или аритметичка средина, но може да се користи и мод и медијана. Тоа се мерки на централна тенденција. Значи, како податоците се групираат околу некоја средна вредност. И има три метода основни кои што се користат. Аритметичката средина, знаете што е, значи вкупниот број поделено на бројот на податоци и ја добивам аритметичката средина. Ова другото е според натрупувањето на податоците, значи колку 20 имам, па ќе видиме дали например 20 или 10 или 1000 стотки, но не навлегувам многу во овој дел. И исто околу визуелна презентација се користи овој Whiskers box plot или box plot како мустаки, така некако се нарекува, кој што дава интересни податоци, например каде е аритметичката средина, кои се екстремите, кои се највисокиот, најнискиот резултат, кои квартали, во кои квартали влегува. Ако има примена, ако го користите, го користите. Инаку и он е показател на централна на дескриптивна статистика и со една ваква анализа вие веднаш можете наместо табела да проверите каде се групирани податоците. Инаку, стандардно, ова е табелата која што како изгледа една дескриптивна статистика или податоци кои што ја објаснуваат дескриптивната статистика. Значи, овде се работи за некои два теста кои што се тестирани на иницијално, контролно и финално тестирање, значи спринт на 30 метри, скок на иницијално, контролно и финално тестирање. Број на испитаници биле 5 и сега во дескриптивна статистика покажува дека има минимален резултат, кој е максимален резултат. На овој начин дескриптивната табела му покажува на читачот всушност какви се податоците, бидејќи во дискусија на резултатите или во заклучокот ние може да се повикаме на претходните истражувачи и на нивните податоци и да кажеме они добиле максимален резултат 4,7 секунди ова. Ма ние сме добиле 5, а сепак имаме прогрес. Ама на тоа значи дека, нас ни треба за минимален резултат, пошто е брзина најбрзо, 4,18, ние сме добиле 5, ама нашата популација со најбрз резултат е 5, значи е поспора од другата популација. И така, може да се носат некои заклучоци дури на база на дескриптивна статистика. Стандардната девијација отприлike објаснив, например ова 68,26 е една стандардна девијација. На средината линијата е аритметичката средина. Една стандардна девијација во лево, една стандардна девијација во лево е 34,13% од сите податоци, доколку е нормална дистрибуција на податоците. Во десно е исто 34, вкупно 68. Две стандардни девијации, 95,44 и така натаму. Што проверува? Значи може да проверите дали кривата со повторна статистичка обработка на податоци, дали кривата е високо горе, ниска горе, долу, можеме да го провериме, значи колкав е куртозисот, колкав е скјунисот, дали е на лево или на десно, но и овде, например, испаѓа дека е нормална за овие податоци, затоа што сум успел да добијам и ваква информација. Мислам дека и ова е правено преку или во Excel знае да даде вакви моменти, или Python. Некој прашање, прекинувајте ме слободно. Професоре, кој рипнал 230 сантиметри? Тоа е многу битно. Да, 230 или 250? 253. Така, гледаш, максималниот резултат е 253. На финал. Да. Финалниот е 230, ваква средна вредност, на аритметичка средина, не средна вредност. Да. Ја го гледам. Кој рипнал најмногу, одма отидов таму, го барам максималниот резултат. Значи, табелова е супер, видите, може да проверите кој е максималниот резултат, ама како и групата се однесувала, значи стандардната девијација. Каква е? Каква е аритметичката средина?
И сега, прво нешто што проверуваме е дескриптивната статистика. Дали се податоците нормално дистрибуирани? И за после тоа можеме овако на основни студии го учевме да провериме на пример разлика помеѓу една иста група на испитаници, една иста група на испитаници. Че да видам, овде прво ми се стојани две. Ајде од деснава страна. Една иста група на испитаници, ама во две временски точки. Пример, проверуваме скок во далечина сега, па проверуваме после 3 недели. Или 6, или 4, тоа, значи, без разлика. Или една недела, или 2 дена. Ама во две временски точки, ама групата на испитаници ми е иста. Тогаш користам таков принцип на математичко-статистичка метода, која што се нарекува ТТС за а, between two groups, group between two, да, која што користам математичко-статистичка метода за една група, ама во две временски точки. А на левава страна користам математичко-статистичка метода за истата група, пардон, за две различни групи. Затоа што семплот или групата ми е различна. И сега веќе гледате, значи, што ти треба од методите, тоа и ќе го одбереш. Не можам со една метода со корелација ова да го работам. Можам, ама тоа ќе добиам некои други податоци. Мене ме интересира дали има ефект програмата која што е работена кај оваја група, една, после 3 недели. Арно, сакам да проверам дали има разлика помеѓу двете групи на почетокот, им сме имале некои две групи, тогаш одбирам таков метод. И ова се работи со еден тест. Не е обичен, ама ние сме го работеле, сте го учеле на, најверојатно, не знам Матеја дали го има учено на основни студии. Што А, прави овој? Матеја, Не, имаш учено? професоре. Немаш учено? Не, професоре. Многу лесно можеш да ги провериш и да видиш што прават и дури да не заборавам она што го кажувам како методи, пробајте во своето поле на интерес да видите што можете да истражувате. Значи ја веднаш сега би Океј. пробал да размислувам што можам да проверам со еден Т-тест, дали има статистички значајна разлика помеѓу две групи на испитаници, пример еднава група која што имала парцијална руптура на некој мускул и друга група која што имала тотална или многу поголем процент на руптура на некој мускул. Како они се однесувале во силата и така натаму. Ме разбира, значи гледајте ги моментите на методиве всушност како може вие да ги практикувате. На тој начин ќе добиете идеја за истражување. Затоа го споменувам овој момент. Што проверува? Значи ги проверува аритметичките средини помеѓу едната и првата група, тоа зборуваме за овој ТТС помеѓу две групи и овде ги проверува аритметичките средини помеѓу истата група, арнова помеѓу две тестирања. Иако делува исто, сепак е различно. И затоа е концепирана математиката на друг момент. Например, ова е анализа на варијанса, која што исто проверува аритметички средини, но гледај се, само да имам, дали имам овде нешто друго. Нема. Тука имаме 4 групи. Значи, сега наместо да правам колку те теста треба да правам помеѓу првата и втората група, меѓу првата и третата група, меѓу првата и четвртата група. Па после треба да правам те тест меѓу втората и третата, втората и четвртата, па меѓу третата и четвртата, значи многу набројав. Имате математичко-статистичка метода која што со еден клик вади дали целиот систем има значајна разлика или нема значајна разлика. Ќе видите што споменав малку што е значајна разлика или не, значи да добиеме бројка која што ни каже, аха, они се разликуваат, сите 4 групи се разликуваат, или целиот систем се разликува, ама внатре најмногу се разликуваат група 1 со група 3, пример. Значи со многу пократка метода може да да добиете таа информација. Истото може да се добие доколку истата група, например, работите овде се составени четворки, ама 5 тестирања, 5 временски точки, 3 временски точки, 2 временски точки, ама повеќе групи. Значи веќе системов на информации, на податоци како влезен се проширува, не се само една колона со уште една колона, него имаме 3 колони, ама 4 групи долу. И тие сите може да се стават во еден пакет и, ја кажам, стиска ентер и оно ќе извади информација. Ќе извади некои резултати се, тие понатаму треба да се дискутираат. Али еве, прашањето е дека
Не работиме еден ТТ со мала група, него имаме веќе 4 групи, повеќе временски точки. Тогаш користиме анализа на варијанса која што може да биде анова, може да биде и манова, може да биде анкова со коваријанса или манкова со коваријанса, каде што на пример проверуваме групива, ама немаат исти старт. Група 1 има 20 години, група 2 има 30, група 3 40 и така натаму. Ама тренираат сите и ние пробуваме математички да ги изедначиме на почеток, да бидат исти, за да видиме дали ефектот ќе биде ист. Еден пример, затоа се користи коваријанса како анализа. Но основата е се анова или манова. Факторска анализа. Дали овие ги спомнувавте на овој начин на предавање? Да. Значи, ви доаѓа како подсетување. Не се задржува многу. Факторската анализа е анализа која што треба да направи кондензација на податоци, значи имам од левата страна многу податоци и пробува да ги изгрупира на некој начин. Например, ова со машин learning може да се направи со метод на кластеризација, каде што јас користам една метода, вели изгрупирај ми ги од последниот тренинг сите играчи кои што биле слични по некои показатели. И многу попрецизно ги дава. Не е со факторска, него е со кластеризација, со некои тамо пакети. Како изгледа тоа? На основни студии го работевме, на пример, од огромен број на тестови од левава страна, ова е по Никола Курелич, го користам како методски тој момент, инаку многу други истражувачи правеле факторски анализи. Пробуваме да изработиме ваква анализа која што ги кондензира податоците и на крај доаѓаат некои последни фактори и велиме, чекај сега, овие тестови од овде имаат или тестовите кои што се зададени за проценка на моторички способности покажуваат при факторизација дека овие моторички способности имаат нешто заедничко што ги врзува. Овие други имаат нешто друго заедничко што ги врзува. И ние така можеме да ги концепираме дека некои моторички способности се слични по нештата. Например, со оваква анализа. Зошто ги покажувам анализите? Затоа што тие се доказ. Многу пати повторив и можеби ќе кажам до крај. Ние треба да докажуваме, да ги докажуваме нештата, не нели да се читат по Facebook и слепо да веруваме или по социјални мрежи, туку да ги докажуваме нештата. Тие се докажуваат преку методи, јас сум ги одбрал овие методи кои што се направени. Корелација ваќе ја скокнам, затоа што ви објаснив што значи дека проверуваме два сета или неколку сета на податоци, дали исто се менуваат. Ако еднава бројка временска, податок од еднава временска точка во следната се промени за неколку единици, дали и во другиот сет на податоци ќе се смени истото. Значи тоа го покажува корелација како систем. Може би ви делува абстрактно, ама убаво е да фатите една метода и да ја сработите со фейк, со рандом податоци нека бидат. Значи сакам да направам корелација и да ја пробам како ќе работи. Супер, земи рандом податоци, лесно се генерираат, ќе покажам и во Excel, или во ChatGPT изгенерирајте ги, кажи го, ќе ти изгенерира колку сакаш, у Excel стави ги, понатаму тераш во тој момент. Само да видам нешто. Мултипла регресија. Мултипла ја сработивте? Мислам дека споменавте. Некој спомена дека сте работеле. Да. Јас Мултипла... имам тонска. Да, мултипла регресија е метод кој што може не да предвиди тие се така во иднина методи. Не е дека точно предвидува, но може да ајде, нека биде тој термин ќе го искористам. Ова е срцева фреквенција и во срцевата фреквенција, запис за срцева фреквенција кај многу испитаници. Мислам дека 30 беа. И сега, што правиме на база на сите податоци од овде кои што се влезна срцева фреквенција, колку било во мирување. Крајната срцева фреквенција, после 1 минута, после 2 минута, после 3 минута. Што имам друго, анаеробниот праг сум го земал како податок, тоа е анаеробик трешхол, сум земал брзина на трчање, брзина на паѓање на срцева фреквенција после 1 минута, 2 минута, 3 минута, така натаму. И јас сакам да видам која од овие варијабли или кој од овие податоци немногу влијае врз критериумската варијабла која што е успехот од јојо тест. Ова е срцева фреквенција тестирана за време на јојо тест или оној бип тест или мултистејдж тест. Знаете, на 20 метри бип, па трчаш бип, па бип,
Арно, прогресивен е тој тест и се зголемува срцевата фреквенција. И сега да видиме, чисто ако двајца испитаници имаат, например, доколку се покажеше дека стартната срцева фреквенција е таа која што може да направи да направи предикција на нивото, тогаш ја може би во иднина, ова е се нели малку деликатно што го кажувам, ама треба да се концепира убаво истражувањето. Може би во иднина не мора да ги тестирам, него на база на влезната срцева фреквенција можам да кажам, аха, ќе имаш подобар резултат од овој другиот. Затоа велам предиктивна метода е. И се ова е примерче едно како е искористена мултиплата регресија како математичко-статистичка метода за докажување на нештата. Овде во вториот случај сум искористил стартна срцева фреквенција, максимална срцева фреквенција и средна срцева фреквенција да видам дали некоја од овие може да ми ја предвиди колку е анаеробниот праг. Што и да е добиено не е битно, но методите за каде се користат преку некоја практична примена во нашава кинезиологија. Значи, затоа е ставено. Абстрактно е, дали некој може би има прашање. Ве молам, преслушајте ги уште еднаш, ако не ви е јасна темата. Ако ви е јасна, топ. Имате ли некој прашање за ова? Добро. Јас ќе ве прашам на следниот слайд. Само сакам да ви посочам дека овде на сите слайдови, ако приметивте, имаше Excel знакче, SPSS знакче и Python знакче, да не се враќам на назад. Едно прашање, професоре, извинете, како ги сортираме сите овие податоци преку овие апликации или? Да, ајде, супер прашање. Значи, Или преку Excel, пример, или... Excel треба да го знаете, ќе го научите и ништо посебно нема. Например, во Excel можете да, сега правам рандом овде некоја генерирање на че видам дали беше рандом, не беше рандом, него беше run between. Random between, например, топ, што скок во далечина 160 и 320. Сега сакам да кажам, сум ги тестирал некои испитаници, сум добил еден сет на податоци. Ова ми е група 1. Група 1. Се гледа? Така. Ова ми е група 2. Да, окей. Опс, пардон. Група 2. Група. Сега, овде со секој ентер мене ми се менуваат податоците, ама не ги ај вака ќе направам за да не се менуваат. Да, вака ќе направам попаметно. Значи, ова Excel-ов му правам copy-paste, чисто да знаете, го ставам овде, одам десен клик, paste special и само values и на овој начин ни ќе останат секогаш исти. Сега, кога ќе стиснам овде Excel, ќе го видам уште еднаш, да. Овде ми се скопираат други податоци, ќе ги излечам нив, ова е за да методски да ви покажам што со нив, например што со податоците. И се вака. Ова веќе не ми треба, ставам овде. Замислете дека ова не ми треба. Замислете дека јас сум добил два сета на информации од тестирање скок во далечина, нели сме се договориле, ајде вака, да не го пишувам, далечина меѓу група 1 и група 2. И сега сакам да видам дали има разлика помеѓу овие две групи. И ја веќе почнувам во Excel да ги средувам податоците. Можам директно во Excel, затоа кажав, можам директно во Excel да работам, можам во SPSS да работам, можам преку Python да го сработам. Пак кажам, дело абстрактно, ама тие се методите, запомнете ги, мислам, кој што може и друг некој статистички пакет. И сега, што сакам да направам со нив? Да проверам дали се разликуваат? Ако сакам да проверам дали се разликуваат, јас ќе пробам, на пример, еве практичен пример ќе ви покажам, да искористам, ќе видам вака, супер. Ова е еден add-in, значи add во додаток во Excel-от, со кој што можам да си направам T-тест. Можам да го направам и преку директно во келијата, ама јас сакам да го направам тука. И сега прво ќе одберам да направам дескриптивна статистика на податоците. Овде сите на овој дел не можам да го зумирам, не можам да го зумирам. Дескриптивна статистика, велам ОК.
Значи, пази, веќе почнувам статистичка обработка на податоци. Имам два сета на информации од скок во далечина, ке група 1 и ке група 2. Одам окей, сега овде вика input range, ја го знам случајно, па го имате видеото, ќе го научите како, ако сакате го ставите, преку Excel е многу едноставно. Одам на клик да го одберам рейнџот и сега вака, чекај да видам. Ево, што, не сум го работел одамна искрено. И нормално е да не ги помните нештата. Туку би требало да знаете како се вратите на нив. Ево овде вика дека колоната има heading, значи имам наслов на колоната, имам. Го ставив и него и сега дескриптивна статистика Шапиро-Вилс. Шапиро-Вилс е метода која што ми проверува дали има нормална дистрибуција на податоците. Ние ќе ја ставиме, ќе ја уклучиме, ама нема да одам нешто понатаму во нејс. Овде ми вика output range. Output range-от ќе го кликнам овде и ќе го ставам output range да ми биде тука на пример. Одам ОК и сега ако стиснам ОК, да што ќе ми извади. Топ. Дава нешто сега, чуда. Матеја ме праша, така? Да, професоре. Значи, еве ти една практична примена како веднаш ова го работевте некаде или не? Што да не. Практично не, така? Јас има видено нешто слично, меѓутоа не во оваа струка, туку како општи податоци околу Excel, работа со Excel, креирање на табели, чартови, такви некои работи. Меѓутоа не поврзано со овие податоци во струката конкретно. Да, ова е, мислам, Excelот е фантастичен. Тоа алатка кој го има смислено е многу добро. Advanced Excel е Power BI, ќе го видите понатаму, тоа е за представување на нештата. Но сакам да кажам дека ако знам што сакам да направам и ако знам како да го поставам тоа дека со 3 клика јас добив дескриптивна анализа. Тоа истото во SPSS може да се направи. Верувајте ми, во ChatGPT го проверите, немаме време, истото ќе го даде затоа што работи Python во позадина на ChatGPT, проверено е. Значи сум ги тестирал и сум ги барал кодовите по кои што работи, точно е проверено и точно го работи, го користи, истите резултати се добиваат. Да не се плашиме од таа AI алатка, туку таа треба да ни биде асистент на кој Тоа што е супер, ја олеснува работата тогаш. многу е лесно, а да не кажувам за кодови креирање, ќе ви покажам кодови кои што комплетно се искреирани од ChatGPT и проверени, пошто ја не му верувам. Таква ми е природата и тоа се вика академска скепса. Не верувам на ништо дека не се провери мануелно, сум ги проверувал податоците, за да можам да видам дали програмата е добра. После седнувам со програмер и му викам, слушај, ова ја го разбирам, ама види дали е грешка нешто. Не е грешка, вика, тоа е тоа. Тие се тие методи кои што ги работи. И сега да се вратам назад. Овде добивам некоја дескриптивна статистика која што ми вели, на пример, еве, не ги толкувам податоците, ама добив тест за нормална дистрибуција на податоци кој што е Шапиро-Вилкс. И он вели дека ако има, еве, нормалноста е yes. П вредноста е прв пат ќе се задржам, а ќе морам на оваа вредност. П вредноста е таа, ја заокружувам на 2 децимали, која што ни кажува дали има статистички значајна разлика или не. Дали нештата се значајни или не се значајни. Овде вели дека, така е концепиран тестов, дека доколку П вредноста е по-голема од 0,05, тоа значи дека податоците се нормално дистрибуирани. Да беше овде П вредноста помала од 0,05, ќе каже има статистички значајна разлика, податоците не се добро дистрибуирани. И тоа мене ми дава информација како да навлезам понатаму во одбирање на кој метод. Дали ќе работам обичен ANOVA или ќе работам непараметарска ANOVA. Значи, тоа е првиот момент. Сега, овде да се вратам, ја ви покажав една табела, ај овој ќе го исклучам боксплотот, гледате го дава и боксплотот, не ми треба сега. Овде ми покажува една табела која што вели, која што ви ја покажав ја на сличен начин претходно, ама сега што ќе направам, ми ја дава превртено, transpose. CTRL-C, стискам некаде во полињава, одам десен клик, одам Paste Special, ова е само уредување визуелно на нештата. Правам транспоз и ја добивам табелата, зашто куртози скюнис не ми го дава кој што треба. Не ми ја транспозира како што сакам. Чекај да видам вака, без гето. Сакам да ја завртам на стандарден начин табелава, да не ми ја покажува на овој начин. Повторно не ми ја покажува, ова не ми се случило до сега.
Значи, не знам дали приметувате дека табелава ова ја поставена на овој начин и ја префрлам на друг начин со транспоз. И всушност табелава треба да изгледа на овде има некоја грешка Excelов ми јавува. Не навлегувам во Excelов, само ќе го изумирам вака. Ова е табелата која што мене ми треба за дескриптивна статистика. Во моментов ми покажува некој проблем. Но таа табела ми вели, медијаната е тука, не ми треба, ја бришам. Значи можам веднаш да избришам медијаната. Че да имам? Да. Модот ми треба, не ми треба. Ако не ми треба, го бришам комплетно. Се што ми треба, се си користам, се што не ми треба, не си користам. Овде треба да има еве го, минут ми треба, супер, стандардна девијација. Сега ги избришав и горните табели, ама ќе го избришам се на крај, за да направам една нова обична. Скюнис куртозис. Овде горе ми го дава, овде не ми го дава долу, но добро, го имам како информација, приметувате. И ова е таа табела која што мене, тоа што ми треба ќе се задржам, тоа што не ми треба ќе си го избришам. Ова е во Excel, во некој друг момент, друг пакет можете точно да одберете што ви треба. Например, ај ќе се вратам нааму. Ево го SPSS. SPSS работи на сличен момент. Повторно имате некој Excel во позадина или табели и овде во анализи ги бирате дескриптивна статистика. Ајде да видиме, ќе направиме една дескриптивна статистика на distance, да, нека биде само на оваа варијабла, да видите дека е иста. Во options ќе одберам што ми треба. Стандардна девијација, варијанса, range, еве го, kurtosis и skewness, ќе го одберам. Сум не ми треба, минут ми е одбран, окей, continue, му друго нешто, мислам дека не, само да видам што ќе ми покаже сега. Еве ја табелата во SPSS. Се ова се други податоци. Така ме разбирате? Само ви покажувам кои пакети можете да ги користите за анализа. Значи ова е SPSS. Тоа претходно беше Excel. Во овде ми ја покажува малку подобро и овде ми вели дека имам 18 испитаници, дека минималната вредност била 1, максималната вредност била 24, претпоставам, не знам што е ова статистик, сега најверојатно е тоа. Средната вредност е 12,889, можам да подесам на колку децимали и така натаму. Стандардната девијација ми е таа, скюнисот ми е овој, куртозисот ми е овој и сега треба да провериме, не навлегувам во тоа, што значи стандардна, дали е нормална дистрибуцијата спрема скюнисот, куртозисот или не е. Овде можам да одберам во дескриптивна анализа, например, ама не сум го работел одамна, морам да признам, треба да одберам, можам да одберам да видам дали можам да направам Шапиро-Вилкс тест и Колмогоров-Смирнов тест за да проверам дали ми е нормална дистрибуција или не. Мислам дека во Explore беше тоа. Како? Во Explore мислам дека беше кај дескриптивна статистика. Зборуваме за ова, така? За SPS, да, за Шапиро Вилки за Колмогоров. Значи, постојат како опции. Сега мене ми е само да ви покажам, дечки, ова се чепкајте го. Овде правам скриншот, го ставам у чат GPT, му викам како да го направам, како да го најдам Колмогоров Смирнов. Верувате дека ќе ми помогне со 3 клика ќе ви помогне. Значи, не чекајте некој друг да ви учи, него сами учите го. За било која анализа, но претходно ова е лесно да го правите. Претходно треба да знаеме која метода да одбереме. Тоа не е малце по-комплицирано и тоа треба да го научиме. А инаку за овој момент како се стиска и кај се стиска, јас мора да чекам други. Па не можам сега дојде за месец дена. Знаете колку е оттежнува тоа работата. Вие можете ова да седнете и за 2 часа да го исчепкате и да најдете како се работи. И ќе го заборавите. Јас сум ги снимал видеа за да не ги заборавам како се прави во статистика 5.0, така се каже пакетот, како се работи нова, како се поставуваат податоците. Сега со асистенција на AI многу лесно тоа можете да го направите. Значи идејата ми беше еве го SPSS, еве го Excelов, каде што ние направивме дескриптивна анализа. Овде бришам, треба да направиме што? Сакаме да направиме... Да, сакам да направам нова. Да видам дали се разликуваат овие два момента. Одбирам one factor нова, ќе го одберам. Input range, му давам input range. Само да видам што друго ми треба од овде. Веројатно ништо. Веќе ги добив податоците, можете да видите. Значи, пардон.
Значи, јас еве група 1 со група 2. Што барам од тука? Од тука барам пениво. Само да видам кај ми е пенивото. Еве го пенивото. Пенивото е 0,377. Се што е ќе мора да се вратам на слайдовите. Значи, ова е таа вредност која што ни е битна за да кажеме дали постои во овој метод, дали постои статистички значајна разлика помеѓу оваа група и оваа група. Ако постои значајна разлика, значи овие две групи, едната од нив има поголем капацитет за скок во далечина од другата група. Зошто ќе одиме понатаму во анализа, но ние прво ги добиваме резултатите и велиме аха, има значајна разлика и сега јас одам подлабоко да видам што се случува. Значи, ова П вредност ни е се. И тоа е, значи, ние може да знаеме како работи колата додека ја возиме. Кој цилиндар се вклучува, дали напајањето на струјата во светиците како доаѓа и така натаму. Како електрично возило ја зима или хибридот, од каде зима хибрид возилото, дали сега зима од батеријата, дали сега зима од бензинот или од дизелот енергија и како тоа може да го знаеме, а може и да не го знаеме. Може само да не интересира да го возиме возилото. Мене ме интересира да го возам возилото. Јас сакам да сум шоферот и јас ја бирам П вредноста. Таа ми треба. Нормално ми требаат и другиве некои, ама таа ми е најбитната во моментов, за да методски ви покажам што ние може да заклучиме. Ние математичко, статистички докажавме сега дека постои разлика. А зошто е таа разлика, морам да одам во дискусија и да видам зошто е разликата. Дали до овој момент се разбираме? Што ни кажува професоре конкретно оваа П вредност во однос на споредбата меѓу двете групи G1 и G2? Вака сега, ако П вредноста беше помала од 0,5, еве ги доле ги ставам, само да видам овде знакче дали можам да ставам вакво. Супер, можам да ставам. Значи ова ми е знакче поголема П, ова ми е знакче помало П. Супер. Значи, ако овие вака ќе видат некако, така. Сега го искомплицирав, ама нека биде. Значи, доколку П, не може, извини, морам да ја гледам П вредноста. Доколку П вредноста е поголема од 0,05, тогаш нема статистички значајна разлика. Двете групи се исти во математиката и во бројките. Ние сега ја споредуваме аритметичката средина на двете групи. Ама не само аритметичката средина, знаеш што е аритметичка средина? Упс. Аритметичка средина, еве ја долу ја добив. Не, чекај, извини. Аритметичката средина, ајде бе. Значи, аритметичката средина е сите бројки овде вкупно, значи ги собирам и ги делам со колку бројки има. Овде има бројки колку 29, еве ги долу ги гледам бројките. Сумата е 6725 делено на 29 и добивам аритметичка средина која што е 231. Сега овде ако изгенерирам, еве одма ќе го повлечам на оваа страна, Excelот е паметен и ќе ми ја најде аритметичката средина, само да видам, да. Че видам нешто грешка правам. Ај вака ќе направиме average. Ја имате у табелата, профа. Како? Во табелата има дадено. Да, ама морам да го покажам на овој начин за да ме разбере што е аритметичка средина. Значи, најверојатно знаеш, ама чисто да покажам. Значи, еве долу ги добивам бројките за аритметичка средина, ќе ги обележам со. Во табелата јасно. И сега математикава покрај аритметичката средина зима стандардна девијација, зима и други некои математики и вели ми дава П вредност и ми кажува се разликуваат или не се разликуваат. Тоа ми е мене битното. Значи тоа го покажува. Не знам дали ти одговорив на прашањето. Да, окей, Супер. окей, јасно. Сега, значи кога П вредноста ќе ми биде поголема од 0,05, Имаме значителна разлика, кога е помала нема значителна разлика. Не, треба да е помала од 0,05 во овој случај, како релацијата беше обратно, добро го имаш приметено. Овде е друго.
Мислам, истото е, ама толкувањето е друго. Значи овде велиме ако е под запирка 0,05 вредноста на 5 на P нивото, тоа е ниво на веројатност, тогаш има статистички значајна разлика, овие две групи се разликуваат. Ако е над, нема статистички значајна разлика. Ајде Матеа, овде има или нема статистички значајна разлика? Епа, доколку вредноста на 0,05 не представува значајна разлика, тука имаме довиена P вредност од 0,3, значи Е поголемо од 0,05, така? да, кој што е поголема од како да кажам, Од референтната вредноста што вредност. ни е стандард за разлика. Значи тука немаме значителна разлика во споредбата. Супер. Значи, дали овие две групи на испитаници се разликуваат статистички меѓу себе или не? Епа, не се разликува статистички. Тоа ни треба. Ние го добивме тој момент. Тоа е целта уствари на истражувањето тука. Е сега, ама не завршува тука истражувањето. Одиме во дискусија на резултатите и одиме во заклучок. Е сега, тоа за да го издискутираме треба да знаеме што имало претходно. Дали биле еднава група 10 годишна, другата 12 годишна. Дали овие вежбале, овие не вежбале. Знаеш, тие се методите што, значи не е само да стиснеме ентер да направиме статистика, добиваме P вредност и нема статистички значајна разлика. Добро, и што понатаму? Е па толку нема статистички. Не, тоа не е истражување. Тоа е само добиено информација дека возилото е електрично или дека возилото е автоматик или не е автоматик. Е сега како ќе го возиме возилото понатаму, тоа зависи од претходните информации. Океј сме до тука? Најверојатно сме во ред, ако не Да. коментар. Да, Супер. окей. Истото ова е само за една нова направена. Една ја кажувам една, затоа што имате милиарда статистички методи кои што може да се употребат. Истото ова може да го направите во SPSS. Значи, нема да ја правам, ама чекај да видам се, кај беше? Треба да е во Compare Means. Значи, еве ги овде има, еве го. А новата дали е One Way, дали е има неколку типа на анови. Значи, истото можете да го направите овде со тоа што треба да ги поставите податоците. Сега како се постуваат, не навлегувам во овој дел, ама верувате ми, ако сакате, може да седнеме и да направиме од еден семпл, да го внесеме во SPSS заедно, а може и ChatGPT да ви помогне, да го внесете дека ова, например, кога ќе кликнам два пати на името овде, ќе ми извади нешто што ја треба да одберам која варијабла е, каква варијабла и така натаму. А и не мора, нели? Чекај да го вратам назад. Малку ми е сега видиш, не знам да го вратам назад. Дата вио професоре доле. Да, фала ти. Јас кој го работам. Не сум го работел одат. Значи, ова се двете алатки, еве по втор пат ги објаснувам со дескриптивна статистика и со ANOVA една која што може да го работат. Инаку можете те тест да направите овде. Еве ги. Во самата формула на полето е еднакво. Значи Excel кој го работел, ако одиш што еднакво, тогаш излегуваат формулите. Значи те тест, те дистрибуција, дали е two tails, дали е one tail, дали е вакво, такво, кој што значи, не знам. Не навлегувам, остава на вас. Сакате корелација? Корелација, која корелација треба да се провери? Мислам дека е Пирсонова корелација, но треба да се провери во менуелот на Excel. Значи Excelот може да се користи за тој дел. Океј, ова не ми функционира, ама сакав да ве прашам, не навлегувам, сакав да ви направам еден тест да видиме ако се споредуваат некои податоци на база на овие претходните слайдови, а претходните слайдови беа за, ќе се вратам назад, за Т-тест, за ANOVA, за факторска анализа, за корелација, за мултипла регресија, да се направиме едно мало повторување преку тест, што вие би одбрале, која метода би одбрале вие. Но во интересно време, мислам дека поинтересно беше ова што го кажав претходно, отколку да се враќаме назад. Ќе ви оставам фолдер со книги, морам вака за да може линков да го водам, само немам што има тука. Да,
Овде има неколку книги кои што супер вршат работа, мене многу ми помагаше Statistics in Kinesiology. Овие другите ми се од колегата Ацевски, супер се тие книги. Земи една анализа што ти треба, прочитај ја првен. Во било која одбери, ама може да одбереш Statistics in Kinesiology, провери ги во другите три. Значи само краток дел, само една анализа ти треба и размислувај што јас би правил како истражување за таа анализа. Направи фейк податоци, пробај ги во Excel. Ако немате SPSS, мислам дека негде имам инсталациона верзија за Windows, не за SPSS. Има некој Mac што користи од вас? Не. Нема. Најверојатно не, добро. Јас сум на Mac, ама имам паралел машина која што е всушност ова ми е Windows-от, ама може да се реши и тоа, значи без никаков проблем, само да сакам да кажам дека SPSS-от што го имам, no to save, ајде no. Сега не можам да го исклучам ова. Windows-от што го имам, SPSS-от што го имам е за Windows, не е за Mac, така да ќе мора на Windows да се работи, save no. Океј. Битно е дека имате пристап на книги, имате и информации на интернет, има многу добри туторијали како се изведуваат некои методи, дури и како се обработуваат. Само да се вратам назад, искористете ги другиве книги, ќе ви биде достапен PDF, ќе ви испринтам и долу под видеото ќе го имате целиот PowerPoint како PDF со линкови секаде, така да може да ги искористите и тој дел. Книгите ќе ги имате на достап. Океј? Нешто направивме, значи ова требаше да го направиме сега, ама супер што праша претходно. Битно е кога се поставува некој истражување, значи која ми е целта? Значи овде сум ставил дека треба да тестирам скок во далечина, пред и после 3 недели вежбање. Ние направивме со две групи, може да беше дека е истата група, нели, ама ќе одберевме друг метод. И поставам хипотеза. Нема значајна разлика во скокот во далечина пред и после вежбањето, значи пред на почетокот на тестирање и после 3 недели. Алтернативна хипотеза, постои значајна разлика. Се што е нулта, што е алтернативна, најверојатно имате учено по методологија. Нултата хипотеза е секогаш негативна. Тоа е академска скепса, да јас истражувам, а нема да најдам ништо. Значи ајде уште еднаш. Академска скепса, нулта хипотеза, ништо не наоѓам. Одоздола сите хипотези што доаѓаат се позитивни хипотези. Ќе најдам дека има помеѓу прва и втора група разлика. Ќе најдам дека има помеѓу трета и четврта група разлика. Тоа е методолошки, така се поставуваат под хипотезите, ама главната хипотеза за целото истражување вели не, нема да најдеме ништо. Така е етичкиот момент при истражувањето. Што треба да искористам? Треба да искористам во Excel се вика paired samples t-test за зависни примероци овде, затоа што имам иста група на испитаници во две временски точки. Кои податоци ми се потребни? Ги внесувам во Excel, во SPSS, било каде, одбирам pair simple test и барам P вредност. Толку. Завршува анализата статистичка. После влегувам во дискусија на податоци. Ова го повторивме. Само ова е нешто слично, нема да навлегувам, три различни групи, значи истото е. Овде па барам, работам со one way ANOVA, затоа што работам со три различни групи тестирани еднаш. Наместо да правам 3 Т-теста, група 1 со група 3, група 1 со група 2 и група 2 со група 3, правам една нова. На истиот принцип, податоците во Excel, од Excel copy-paste ги ставам во SPSS. Или мислам дека може да се импортираат на друг начин, но ја барам P вредноста. Постои статистички значајна разлика или не постои? Ако постои статистички значајна разлика, тогаш значи дека овие три групи нешто се разликуваат меѓу нив. Ако не постои, тогаш не, тие се исти. Ама во што се разликуваат, повторно ќе кажам, треба во дискусија. Се овде кај ANOVA само има P вредноста ја дава, ќе влезете во ANOVA некако. P вредноста е за целиот систем, а после тоа се прават пост-хок тестови или Т-тестови, ама брзо ги прави статистикала и проверуваме која со која група дава значајна разлика или не. Тоа нека биде чекор понатаму. До тука сме јасни, имате прашање некој?
Јас сакам да завршам за 10 минути. Дали е многу или не? Дали ви треба пауза, дали Не, сакам? окей, окей, професоре. Супер. Овој делов, последниот, кој што сакам да го кажам, е нешто поврзано со data science и оваа сликичка овде објаснува нешто. Што се влегува под data science и што е очекувано, верувајте ми, не е ништо страшно, а мора да имате информации од овие работи за да ги следите модерните текови на истражување. Значи, доколку ги немаме дел од овие информации, не мора сите да ги имате, тогаш назадуваме, не сме конкурентни на пазарот. И ве мотивирам да не застанете само кај математика и статистика, тоа ние го работевме до сега. Туку да влезете и подалеку малку. Ги гледате моментиве, кои што се, за да може да кажеме дека работиме data science. Ние треба сега да научиме како да истражуваме, ама треба да знаеме и како да ги презентираме нештата. Значи, финалниот труд, но во пракса треба да знам како, ако работам со екипа, ја ќе направам анализа, ама што, да му дадам труд, кој ќе чита труд? Никој нема да го чита. Треба да знам како да го представам тоа. Ако не можам да го сработам, ми бара, например, не знам, условите ми побаруваат да испрезентирам нешто што не можам да го најдам во Excel или во SPSS. Ја треба да најдам метод како тоа да го испрезентирам за да ги сублимирам податоците, нели, во иднина. Токму во тој момент, овде од деснава страна го видовте на почетокот, тоа ќе си го проверите, што се влегува во дата, во big data, во data science, во предиктивни, во future, значи анализи кои што се како мултипла регресија натаму, анализи кои што се во минатото направени. Чисто едно така график еден, кој што ете може да го искористите, се наоѓа, мислам дека се наоѓа по интернет, ова го шетам видео, не знам дали ќе вас се шета, ќе мене се шета од мене, за да го може да го видите графиконов. Инаку мене што ми помогнало од лично искуство во презентација на податоци е Power BI. Power BI е знае некој што е Power BI? Не. Не. Океј. Само малку нешто сакам да направам. На спортистите, како се мери за нив, односно дали нешто се аплицира кај нив? За апликацијата користење? Да, дали некоја алка или нешто такво за да се мери сето тоа? Како се аплицира кај нив? Ова се податоци што ги испрезентирав од GPS податоци. GPS-от не знам ако се приметиле, мора аудор активност да биде за да може GPS-от да се поврзе со сателитите. Конкретно за овој случај, значи за овие метрики или овие варијабли што се добиваат, или овие дата, информации што се добиваат, и они ги носат на грб како елече и се става едно урече под се, вика, се става позади во елечето и буквално собира информации, многу информации, забрзување, ајде на англиски ќе кажам, acceleration, deceleration, спид зони, помеѓу 7 и колку беа таму и 12, меѓу 12 и 19, меѓу 19 и 25 км на час, над 25 км на час, или колку ќе си ги подесиш над 30 км на час, па колку дистанца поминало во тие зони, па колку е тотал дистансот, па дали во прво полувреме, во второ полувреме. И тие се моменти кои што на тренерот му вршат работа. Арно, ама и овој variable или овие што се саативе, кои што мерат срцева фреквенција, се ова терминиве многу сакам да ги кажувам, мерат, проценуваат. Овде мери срцева фреквенција, не е баш најточен затоа што е на дланка, на рачен зглоб, многу поточни се оние кои што се на гради, ама и тие може да се искористат податоците од нив за некои анализи. Например, ние со наш колега од прва година направивме исто еден ваков модел со Васко за ракометен клуб Пелистер на база на срцева фреквенција. Он има Polar heart rate монитори кои што фудбалерите ракометарите ги користат на секој тренинг и на меч, и на база на срцева фреквенција ние правиме TRIMP формула, тоа е тренинг импулс формула, која што гледаме колку он се заморил од тренинг во тренинг. И повторно правиме ваква анализа една на acute chronic workload ratio. Значи, тие се, ако ме праша за уредите, за девајсите, тие се купуваат. Ако ме праша за алатката, Power BI е бесплатна алатка.
може да ја користи било кој. Да, и за двете. Супер, благодарам. Нешто што би ве интересирало и би можел на кратко да објаснам, покажам Бучевски и Смоковски. Матеја исто. Ова Power BI е многу интересен, треба да се разгледа. Може ли, Добро. на пример, да спортски повреди да мериме, да анализираме рехабилитација, опоравување преку Power BI или статистички податоци? Да, види, значи не може некој тоа да го среди за вас. Значи вие треба да ги внесете информациите. Кога запишав Data Science, тоа ми беше од каде ги добиам информациите. Вика, дечко, ќе си ги измериш. Не можам ја да ти ги дадам од никаде. Значи банкиве, на пример, они добиваат катадневно. Или измислиш. Да, или да ги измислиш. Не, тоа е тотално не. Значи, ние ги добиваме информациите од некаде и после тоа работиме со нив. Чекај да видам, ќе се вратам на овој дел. Например, еве, Васко ми има кажано дека ова можам да го споделам. Дека не е никаков проблем. Што правиме овде? Ај, мислам дека сме доста со